Станува збор за исклучително важен и специфичен според својата внатрешна структура форум, кој има две земји членки на Европската унија, Хрватска и Словенија, кои се де факто нашите најдобри адвокати или лобисти за членство во Унијата, и 6 држави кои сакаат еден ден да станат членки на Европската унија. Главна тема на самитот беше по пандемијата, како економиите во регионот да заживеат, да се врати динамиката која беше специфична за изминатиот период и се разбира во тој контекст како да се динамизира повторно процесот на европски интеграции. Неподелено беше мислењето, практично тоа го има и во еден од заклучоците на декларацијата која току-што ја усвоивме, дека европското проширување кон Западниот Балкан е во застој. Од различни причини, и тие причини не се само во регионот, има добар дел од нив и во Брисел, и тоа факт е дека потребен нов поттик на евроинтеграциите, во спротивно некои други алтернативни модели на владење, некои други регионални организации кои не се од европскиот континент ќе добиваат на значење. Во однос на нашиот проблем во интеграциите беше неподелено мислењето дека евроинтегративниот процес и воопшто процесот на преговори не сме воопшто се оптеретува со историски контроверзи, дека историските проблеми и толкувањето на историските настани нема буквално ништо заедничко со евроатлантските интеграции и со вредностите кои членките во тие организации ги почитуваат. Се надеваме дека во наредните 6 месеци, од кога и Словенија ќе го преземе претседавањето со Европската унија, во таа насока ќе забележиме одредено придвижување. Мојот став беше дека Европската унија воопшто не треба да се плаши од интеграцијата на Западниот Балкан, да речеме од некакви економски или социјални причини, затоа што ние сме сите заедно земени вкупно 6 економии на Западниот Балкан, ние сме не повеќе од 1% од GDP-то на Европската унија. Со нашите 18 милиони луѓе во сите 6 земји на Западниот Балкан, ние сме одвај 4% од вкупната популација на Европската унија. Така што ако Европската унија, а комисијата во овој состав, токму тоа го вели, сака да биде геостратешки, геополитички играч на глобалната сцена, невозможно е да падне токму на овој испит. Ако 454 милиони луѓе, граѓани на Европската унија, не можат да абсорбираат 18 милиони луѓе кои живеат на Западниот Балкан, што станува збор тогаш за многу потешки задачи и предизвици кои стојат во денешниот свет и пред Европската унија.